изучуваме посланието до Ефесяните, но вистина, изучувајќи го, оно што кажа Гаго, колку што повеќе навлегуваме, гледаме колку е, се повеќе ни влегува во срцето, станува близко до нас. Зашто ни открива реални, сериозни проблеми. Ги открива темелите, ни ги покажува темелите на животот, темелните вистини на животот во верата. Ни ги открива реалните проблеми на човекот, со кои се соочува, ни открива безнадежната состојба на човештвото. Првите стихови на втората глава откриваат тажна слика за човештвото, но многу реална. И апостол Павле не се обидува воопшто да релативизира тежината, сериозноста на проблемот на човекот. Човекот има сериозен проблем, сака да се излече, но е безпомошен во состојбата во која се наоѓа. И бара решение човекот. Свесен е, бара решение, но ги бара на погрешно место. Обично човекот ги бара решенијата кај самиот човек. Тој се обидува самиот да ги реши. Дава мандат на политичари, давајќи се дека тие ќе ги решат проблемите на човештвото. Имаме избори секои 4 или повеќе години. Секаде во светот така. Избираме политичари зашто веруваме дека тие ќе ни го решат проблемот. Меѓутоа вистината е дека насекаде во светот, па и кај нас, кога се собираат представниците на најразвиените земји G7, G8, кога се собираат представници на други организации. Обично темите се глобално затоплување, сиромаштија, болести и така натаму. Всушност, тие тамо се собираат да се ги застапуваат своите интереси. Тоа е во природата на човекот. Човекот не е во состојба да ги реши сериозните проблеми на човештвото. Политиката, политичарите не се во состојба, не се способни да ги засегнат длабоките корени на човечките проблеми. Тие се премногу длабоки човекот да стигне до таму. Видовме нели во втората глава дека човекот е мртов во престапите и гревовите. Мртвиот човек не може да си помогне самиот себе. Човек е мртов за Бог, зашто е поробен во престапи и гревови. И тој се сообразува со овој свет. Во првиот стих вели апостол Павле пишува дека човекот живее според образецот, според примерот што овој свет му го нуди. И навистина човекот е во робство, не може да одолее, не може да се извлече од притисокот на светот, од модата и од целокупното поведение што светот го наметнува. И има еден експеримент социјален направен кој го докажува токму тоа. Направен е експеримент за тоа како ќе се однесуваат луѓето, гледајќи го поведението на другите. Овој експеримент, можеш, Емануел, ако сакаш да ги второто копче да го притиснеш и овие сијалици да ги изгасиш. Значи, овој експеримент е направен во чекална на очна амбуланта, очна ординација. Во чекалната има многу луѓе, сите се запознаени со експериментот. Има скриена камера, само ова девојка, што на ведната глава, што чита, не знае за што станува збор. Всушност, она е објектот на експериментот. И кој е договорот, всушност? Сите знаат дека е експеримент и кога во чекалната ќе пуштат звучен сигнал, сите стануваат. И прашањето е како ќе реагира. Значи, скриена камера, сите знаат дека треба да станат кога ќе пушти звучен сигнал, само ова девојка не знае. Што мислите, како ќе реагира девојката? На третото станување и она станува, како и другите. И воопшто не прашува зошто стануваат другите. Слуша сигнал, гледа сите стануваат и она станува. И сега што се случува? Почнува ова да ги вика една по една на преглед. И бидејќи она е последна, ќе остане сама. И кога ќе остане сама, што мислите, што ќе направи кога сигналот ќе продолжи
Света најавува. Она продолжува да станува. И сега нешто интересно следува. Она е сама што го прави тоа. Тоа станува правило за неа. И се доаѓа нов пациент кој не знае, исто не е запознан со експериментот. И седнува. Девојката си станува на сигналот. Вториот пат ја прашава зошто го правиш тоа. И она вели зашто сите правеа порано и мислам дека така треба да правам. И се што ќе направи он? И он почна да стане. Доаѓа уште една пациентка. И она ќе почне да стане. Само еден човек воведува општествена норма за поведение која прифаќаат сите. Тоа е експеримент. Тоа покажа дека човекот е создаден да следи. Човекот е создаден како овца. Божја овца. Човекот е создаден во себе да го носи Божјото поведение, да го носи Божјот образ, Божјот карактер. Но човекот во греф е поробен во поведението на овој свет. А поведението на овој свет е всушност моделирано, апостол Павле пишува, дека зад образецот на овој свет, зад поведението на овој свет, стои кнезот на воздухот, кнезот на воздушната власт, тоест злиот сатаната. Тој го моделира всушност поведението во светот, а поведението што тој го моделира е поведение на бунтовништво. Или како што апостол Павле пишува, произведува во човештвото синови на непокорноста, синови на непокорство кон Бог. Поведението на светот или општиот стандард на луѓето е никој мене не може да ми каже што да правам, а всушност сите се покоруваат на општото поведение. Зашто на крајот непокорството не е кон поведението на овој свет, но кнезот на воздушната власт создава во луѓето непокорство кон Бог. И всушност бунтовништвото на крајот се сведува кој е Бог да ми каже што јас треба да правам. И завршува апостол Павле со заклучокот дека ние сме робови на похотите, тоест на желбите на телото и умот. Кој е Бог да ми кажува што да правам јас? Моите похоти ќе кажуваат што јас треба да правам. И всушност нашите потреби стануваат двигатели во нашиот живот. Нашите потреби кои треба да го одржуваат животот стануваат причина за живење. Наместо да јадеме за да живееме, ние почнуваме да живееме за да јадеме. Наместо да се облекуваме за да го одржуваме телото во здрава состојба, ние почнуваме да живееме за да се облекуваме. И облекувањето станува, или начинот како се облекуваме, станува причина зашто живееме. И така сите наши похоти, т.е. телесни потреби стануваат похоти, т.е. нешта кои го контролираат и го мотивираат животот. И тоа е состојбата во која се наоѓаме. И таквата безнадежна состојба, вели апостол Павле, не го предизвика Божиот гнев, туку ја предизвика Божјата милост. Бог кој е богат во добрина и љубов се вмеша во човештвото и го избави. Тој не оживе во Христос, не воскресна во Христос и не постави на небесните места во Христос. Ние кои сме биле мртви за Бог, сега стануваме живи. Ние кои сме биле неспособни да го живееме животот на Бог, сега сме успособени. Да действуваме поинаку сме успособени од поведението на овој свет.
Поведението на овој свет е омраза. Поведението на овој свет е да вратиш која ќе те повредат, да мразиш која ќе те навредат. Поведението на овој свет е да ги отфрлиш оние кои ти пречат. Тоа е образецот на овој свет. Бог не соживе да се однесуваме според поинаков образец, според образецот што Бог ни го дава, Божиот образец. И ние сме поставени во Христос на небесните места, а на крајот на првата глава пишува дека кога Христос беше воскреснат, беше поставен над тие сили, началства, власти кои го контролираат овој свет. Значи дека кога сме поставени со Христос на небесата, ние сме поставени над сите оние нешта кои не држеле во робство, кои не држеле во смрт и во непокорност кон Бог. И немаат власт, ние сме над нив и секој обид да бидеме вратени назад не може да успеат, зашто ние сме таму со Христос, над нив, тие се под нас, под нозете на Христос. И се во стиховете што следат од 7 до 10 стих, апостол Павле оди понатаму и ни кажува, а зошто сето тоа Бог го направи? Зошто не избави од таа состојба? Зошто го реши нашиот проблем? Зошто се вмеша во неволјата на човекот? Зошто го направи сето тоа? Зошто го избави од безнадежната состојба? Која е целта на целото негово поведение? И текстот започнал со зборовите, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Значи Бог го изврши сето тоа за да покаже нешто за себе, од себе. Да покаже на идните векови, а не се исклучни и сегашните, преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Овој збор овдека покаже, и зборот што го употребува во 10 стих, ние сме негова творба, се специфични. Зборот што творба и зборот што покаже не се вообичаени. Зборот покаже сушно значи да презентира, да демонстрира, да представи како на екран, на дисплеј. Да покаже нешто преку неговата творба. И зборот творба исто така интересен. Зборот е поема на грчки, кој значи уметничко дело, ракотворба. Ние сме ракотворба преку која Бог покажа, демонстрира нешто. Да покажа својот преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Исус Христос. Ние сме еден вид експонати, уметнички дела, изработени од Бог, преку кој тој покажува нешто. Зато тој не извлече од таа состојба, за да преку нас покаже. Идејата што Гаго ја представи на почетокот во воведот е застапена овдека. Нашата вредност. Но ние ќе одеме по еден друг ред и ќе стигнеме до таму. Галерија. Сме биле во галерија, предпоставам сите. Во галеријата има творби на автори. И уметниците, вистинските уметници, зато тие се уметници, не сме сите уметници, успеваат во делото што го изложуваат во галеријата да се пренесат себе си да се представат, да ја представат својата внатрешност, ја представуваат. Колку човек е поумешен да ја представи својата замисла, своето чувство во творбата, толку е тој поуспешен и поумешен. И затоа творбата треба да допре, треба да открие нешто. Има некои творби, уметнички слики кои предизвикуваат тага кога ќе видиш. И тоа било целта, сигурно. Да представи тага, ја представува можеби тагата на авторот, неговата натрешна тажна состојба. Некои не развеселуваат, представуваат надеж, веселба. Самиот автор оставя свој отпечаток на творбата. И овдека апостол Павле вели дека ние сме творби, сме дела кои представуваат нешто. Првите 3 стиха од втората глава не представуваат како творби на светот. Творби кои го носат отпечатокот на светот и го демонстрираат она што светот го содржи.
ние сме били накалемени на светот, ние сме ги црпеле соковите на светот и сме демонстрирали она што светот го има како карактеристика. И во нас се гледа отпечатокот на светот и оној што стои зад светот, кнезот на овој свет. Ние го носиме карактерот на светот, поробени во гревот. Тоа е, ние сме експонати. Во галеријата на светот ние сме експонати на светот. И го ја носиме содржината што овој свет ја има. Но сега, откако сме воскреснати, оживени, воскреснати и поставени со Христос на небесата, ние стануваме експонатите на Бог. И во нас, всушност, се гледа нешто поинакво. Не она што е во светот. Во нас сега се гледа она што е во Бог. Ние сме Божја творба, за преку нас да се види карактерот на Создателот, на оној што нас создал. Она за што сме создадени, преку нас се гледа само тогаш кога Христос ќе не оживе и ќе не воскресне. Ние немаме, како мртви во гревот, потенцијал да го покажеме она што Бог го заложува во нас, да бидеме Негова творба. И што треба да покаже? И тоа е всушност и суштината на живот. Тоа е целта на спасението. Целта на спасението е Бог, во крајен случај. Нешто за да се постигне со Бог. Еден збор, сакам да се задржам, кој е специфичен, не многу често користен во Новиот Завет, само апостол Павле го употреба тој збор, и тоа само неколку пати. Овде и уште на 2 места. И секаде каде што го употреба тој збор, Христотес, е употребен во контекст на спасение. Овдека пишува дека тој не спаси, не оживе, не воскресна, за да покаже призобилно богатство на благодат во добрина. Значи, контекстот е спасението. Тој не спаси, за да ја покаже својата добрина. А зборот Христотес значи не само добрина, многу е поширок зборот. Ние ќе видиме во другите стихови каде што употребен овој збор, на поинако се преведува. Некаде е љубезност, некаде е благост, некаде е добрина. И во англискиот превод може да се сретне во различни варијанти, зашто самиот збор значи мил однос, благ однос, љубезен однос, нежен однос. Ајде да ги видиме на другите 2 места каде што се среќава овој збор. Вели, ако го се јави добротата, и тука повторно е Христотес, и човеколюбието на нашиот Спасител Бог, тој не спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост. Тоа е Тит 3, 4 и 5. И овде го употребен пак зборот Христотес. Кога се јави нежноста, љубезноста, благоста на Бог, тука е преведено како доброта, тој не спаси. Истиот збор е употребен во Римјаните 2:4 и овдека имаме апостол Павле ни кажува, а зошто на таков начин тој пристапи кон нас? Со љубезност, со добрина. Или пак, го презираш богатството на Божјата, и тука благост е употребен зборот, Христотес, стрпливост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божјата благост, повторно Христотес, те води кон покајување, кон покајање. Значи, што ни кажува, што ни открива овој стих? Прво, покажува добрина и љубезност. Тој не спасува, покажувајќи љубезност кон нас. Тоест, кога Бог не спасува, кога Бог не води до спасение, тој не го прави како некој налутен, мрзоволен спасител. Го прави тоа со нежен однос, со љубезност. Знаете, има различни начини на кои што се прават некои работи, неопходни работи. Може нешто неопходно некој да го направи со ароганција, а може и со љубезност. Дали ни е важна љубезноста? Овде апостол Павле пишува дека Бог љубезно го прави тоа. Богат е во нежност, во добрина, во благост. Зошто? За да привлече кон покаяние. Важна ли ни е љубезноста на луѓето? Важна ни е. Верувам дека кога одиме пред шалтер и ако знаеме тројца работници има, и ако знаеме кој е намрштен и секогаш кисел,
А кој е секојаш љубезен, на кој шалтер ќе застанеме? Ќе отидеме на шалтерот каде што е љубезниот службеник. Важна ни е љубезноста. И затоа денес, кога е приватно, нели, луѓето, продавачите се пољубезни. Минатиот систем не беше важно колку се продаде, добиваа иста плата и ако продаваат повеќе, ако продаваат помалку. И кога ќе влезевме во продавница, додека не прашаме нешто што сакаме, не стануваа продавачите. Си седе, си праве обед, ти разгледуваш и на крајот ќе отидеш и кажеш, ако сакам ова да го видам, и ќе станат. Не зависеше од нивната љубезност, нивната плата. Денес од тоа колку ќе остварат, зависи колку ќе земат. И уште кога ќе влезеш, те прашуваат што сакаш. Така да бидат љубезни, да те привлечат. Порано, тоа со Гаго сме оговорили многу, кога одевме на заболекар, стоматолозите беа лоши, беа строги. Имаш печток дека кога малку ќе опнеш ќе ти залепи шамар. Такви беа, беше држава. Сега се внимателни, приватни се, бев скоро на Забар, на секој наредно, нели, движење, те велат уште малку, издржи, боли, нежни се. Зошто? Зошто нежноста, љубезноста привлекува. И овдека пишува дека Бог на таков начин сака да не привлече. Некоја жена, постара, возрастна женичка, старица, секојаш одела да си купи весник во продавницата. На касата имало весник и одела таму да си го купи. И пред новогодишните празници имало долга редица пред касата и таа пак се застанала да се реди да си купи весник. И некој човек, што знаел зашто стои таму, и рекол, зашто не отидеш од спротива, има автомат, пушташ паричка, за секунда ќе си го земеш весникот. И женичката рекла, ама автоматот нема да ме праша како сум со артритот, како сум со здравјето, како ми се внучињата. А ова продавачка овдека е толку внимателна, секој пат ме распрашува и ме е толку мило кога ме прашува. Луѓето сакаат љубезен однос и нашиот Бог е полн со љубезност, кога тој ги задоволува нашите секојдневни потреби. Не го прави како некој кисел чиновник, бюрократ на шалтер. Туку пишува полне со љубезност. Со љубезност не спасува, со љубезност не ги простува гревовите, со љубезност не полни со Светиот Дух, со ljubезност ги прави тоа. И што сака он сега да покаже? И кој е сега поентата? Значи, тој е љубезен, зашто сака да не ги стопи срце, да не привлече. Тоа е стихот. Не води со љубезноста кон покаяние, не со камшик. Со љубезност не повикува кон покаяние. И сега апостол Павле во Ефесијаните пишува: не оживе, не воскресна, не вознесе. Што да се види во нас, во нашиот живот? Неговата љубезност, што е покажена кон нас. И всушност тоа е, нели, смислата. Ние сме експонатите преку кои Бог покажува колку е богат со благодат и љубезност, колку големо избавување носи неговата благодат. Сме размислували на животот, тоест на спасението на христијанството на ваков начин. Оживеани сме, воскреснати и вознесени, за во нашиот живот да се покаже Божиот карактер, да се покаже Божјата љубезност. Ние сме биле мртовци во мртвилото на овој свет и сме избавени сега од Бог, за да видиме делото во кое што Тој го открива своето совршенство. Во нашите постапки, во зборовите, во делата, луѓето треба да ја видат Божјата љубов, милост, благодат сега, не само сега, туку и во идните векови. Како ќе се види Божјата милост, Божјата љубезност во нас? Кога ние во животот ја покажуваме неговата љубезност. Затоа, зашто сега сме успособени. Ние сега сме прачките на Христос
лозата. Порано сме биле прачките на светот. И сме ја споделувале судбината на светот. Како прачки на Христос, ние споделуваме судбината на Христос. Од мртви сме оживеани, воскреснати и вознесени. Го споделуваме животот на Христос, не животот на овој свет. А животот на Христос е љубезност, милост, благодат, добрина, благост. Не само сега, тука и во идните векови, вели апостол Павле. Тоа и кога ќе дојде новото небо и новата земја. И кога ќе бидеме облечени, преобразени во нови тела, ние продолжуваме, и тоа е целта на Божјото спасение. Продолжуваме да го покажуваме Божјиот карактер, Божјата милост, Божјата љубезност. Како што нели Јуда пишува на единиот премудар Бог, нашиот Спасител преку Исус Христос, нашиот Господ, слава и величие, сила и власт преку сите векови сега и во сите времења. Тоа е крајната цел на спасението. Крајната цел на спасението не е самото спасение. Крајната цел на спасението е прославување на Бог. Кога луѓето ќе ја видат љубезноста, неговата љубезност, неговата добрина, колку славно спасение тој дава на луѓето, тој да биде прославен. И тоа не сега, само сега, туку и во сите векови. Тоа е перспективата на животот. Нашиот живот не е нешто што почнува од раѓање и завршува со смрт. Овде апостол Павле ни нуди славна перспектива. Ние да бидеме демонстратори на најголемиот, да бидеме експонати за совршенството на најславниот. Голема чест е да бидеш представник, да бидеш демонстратор на некоја славна личност. Тоа дава смисла, дава значење. А апостол Павле вели, ние сме избрани од Бог и сме избавени, сме спасени, да станеме оние кои што ја покажуваат славата на Севишниот, на најголемиот. И тоа ја крева многу високо перспективата на животот. Од оваа ограничена земна перспектива, животот дојава вечна смисла, голема смисла. Ние во целата вечност сме Божјото совршенство, преку кој се покажува Божјото совршенство. Божјото дело преку кое се пренесува неговата слава. Продолжува, зашто по благодат сте спасени преку верата и тоа не е од вас, туку дар Божи, не од дела, за да не се пофали некој. И ако сакаме да видиме точно на преводот, пишува, по благодат бевте спасени. Бевте спасени има пасивна форма, некој ве спаси, и има перфектна форма, што значи дека делото е веќе завршено. Бевте спасени. Некој ве спаси, Бог ве спаси, и спасението е завршен чин. Не можеме ние веќе ништо да направиме повеќе со нашето спасение. Не можеме да додадеме ништо на спасението. И тоа е многу убаво се совпаѓа со продолжението. Штом веќе делото е завршено, штом веќе спасението е завршен чин, никое дело не може да додаде ништо повеќе на спасението. Завршена форма. Бог не оживеа, ни даде нов идентитет, Христов, и ние не сме повеќе деца на паднатиот свет, не сме повеќе, туку сме сега синови на живиот Бог. И тоа е завршна работа. Ништо не можеме да додадеме на тој процес. И зошто сме спасени? По благодат, по милост. Тоест, спасението не е наша заслуга, ние сами по себе не вредиме. Бог не спасил зашто ние сме нешто специјално. Бог не спасил зашто Тој ни дал нешто специјално. Тој ни дал вредност. Тој решил да не спаси и со тоа ни дава голема вредност, големо значење. Ние сме мртви во гревовите, ние сме смачкани, изгужваната банкнота, која Бог ја зема, ја исправа и дава големо значење и голема вредност. Тоа е, не постојат доволно силни зборови и затоа ова послание е толку големо. Не постојат доволно силни зборови да се обясни колку е важно да се свати тоа.
колку е важно човек да живее со тоа сознание. Дека ние во Божите очи имаме голема вредност. Толку голема вредност што Бог, за да не извлече од таа состојба на смрт, си го даде својот единороден син. Социолозите, предпоставаме психолозите, велат дека најголемиот проблем на човекот, на современиот човек, е чувството што постојано го носи во себе на безвредност, беззначеност, безсмислие. На празнина постојано има во себе. И тоа е причината што човекот го тера постојано да се прави нешто што не е. Да се прави побогат од колку што е, да се прави попаметен од колку што е, поубав од колку што е, зашто смета дека тоа ќе му донесе значење и прифаќање од светот. Човек копне е да биде прифатен од овој свет. Затоа цело време се сообразува со овој свет. Ако сите станат, како во експериментот, а ти продолжиш да седиш, ти ќе бидеш отворен од овој свет. Ако не си доволно богат и не ги задоволиш стандардите на овој свет, ти ќе бидеш отворен од овој свет. И тоа чувство на беззначеност ќе те бетонира целосно. И кој е седативот за тоа чувство на безвредност? Кој е лекарството? Една лажна маска на вредност. Јас многу вреден. И човек живее со тоа лажно чувство, правејќи се нешто што не е. Си додава постојано светкави работи да го направат нешто што не е. И затоа е многу важно да живееме со сознанието, да го разбереме и да го живееме тоа сознание дека ние сме прифатени од Бог. Такви какви што сме прифатени. Не од светот, не од било кој. Прифатени сме од најголемиот. Јас сум вреден, скапоцен и значаен за Бог. И нема потреба да се борам, да бидам прифатен од светот со атрибути кои ги немам на вистина. Јас сум прифатен од најважниот. И овие вистини треба да го променат и гледањето на самите нас, но уште повеќе гледањето на луѓето околу нас. Тоест, како ги гледаме луѓето околу нас. И тие се прифатени од Бог. Моите браќи и сестри се прифатени од Бог. Се вредни, независно од тоа колку се богати, независно од тоа како се облечени, независно од тоа како изгледаат, тие се скапоцени. Бог ги оживе, ги воскресна, ги вознесе на небото и за сето тоа плати со животот. Вредност, голема вредност. Тоа го променува представата за самите нас, представата за луѓето околу нас. И без тоа сознание ние ќе живееме во страв, во несигурност и во постојан сомнеш дали Бог ме сака мене, дали Бог ме спасил, дали ме прифатил. Завршено е, по благодат бевте спасени, по благодат бевте оживени, воскреснати и сега седите со Христос на небесата. Бог ве вреднува високо. И затоа ова не треба да има дух на страв, туку на љубов и самоконтрола. Спасени сме по благодат, а не по дела. И низата е многу логична. По благодат, а не по дела. Зашто не можеме, завршено спасението, вели, тоа е завршна работа, по благодат беше сето тоа направено, не по дела. Ви сега не можете ништо да правите повеќе од тоа што е направено. Зошто не по дела? Кој мртов човек може самиот да се спасе? Кој мртов човек може со дела да се излече од својата состојба? Кој мртов човек може да се оживе сами од себе си? Не е можно мртовец самиот да се оживи. Мора некој да го оживи. Христос не оживува, не спасува. Знаете, кога некој млад верник раскажал за спасението, сведоштво и цело време одавал слава и заслуга на Бог, на крајот дошол некој така легалист и му рекол: ти цело време говориш за тоа што Бог направил, ама како ти да не си го направил твојот дел во спасението. И младиот човек се зачудил и рекол: како не сум го направил мојот дел? Јас цел живот бегав од Бог, јас цел живот живеев во гревот. Бог ме оживе, ме спаси. Јас се го направив мојот дел.
Мојот дел е тоа што јас бев мртов во гревот. Мојот дел е во тоа што јас бегав од Бог. Тоа е мојот дел. Божиот дел е, тој ме привлече и ме спаси, ме оживе, ме воскресна. Тоа е Божиот дел. Нашиот дел е тоа што сме мртви. Божиот дел е воскресението. Како мртви ние не можеме да имаме ништо повеќе од тоа, освен мртвилото. Ние не можеме да придодадаме, да придонесеме на спасението, освен нашето мртвило. Што може мртвиот човек да придонесе за подобрување на својата состојба? Христос е тој кој што не воскресна, вели апостол Павле. По благодат тој го прави невозможното возможно. Ова е повторуван, го прочитавме зборот Христотес и во друг контекст во Тит, каде што повторно вели во љубезност, по благодат, Бог не спасе не заради делата. И тоа е удар, директен удар на човечката суета, на човечката гордост. Човекот сака да се фали со своите дела. По благодат, а не по дела. Човек, дури и мртвиот човек, и човекот кога е мртов во престапите и гревовите, тој пак сака да се фали со своите достигања. И затоа сите учења, освен христијанството, во спасението вклучуваат човечка заслуга. Човек се спасува заради своите дела. Човек се прераѓа и кога на крајот ќе достигне на некој совршен живот, тоа оде кај Бог. Или пак прави добри дела и на крајот на кантарот Бог ќе мери и кога ако надвладат добрите дела, тој ќе се спаси. И на крајот на краиштата заслугата е на човекот. Зашто човек сака да се пофали со неговиот принос. Сака да каже, јас се завршив работата. Моите дела ме спасија. Моите две раце ме хранат. Моите две раце го направија сето тоа. Мојот ум, мојата способност прават се во животот. Јас сум способен. Имам еден вујко во Струга, кој е так голем, силен и работник. Човекот навистина е работник. Навистина многу прави со своите раце. И се фали тоа што направил со своите раце. Еднаш краси го предупреди. Знаеш дека, уствари, Бог е тој што се грижи за тебе и за твоето семејство. И така му беше нападната суетата, рече, каков Бог бе? Овие две раце прават се. Знаете што се случи? Почна едни неволи во неговиот живот, па падна од камион, си ја повреди сериозно кичмата, 6-7 месеци не можеше да стане од креветот. Кај се сега твоите две раце? Бог покажа милост и пак го крена. И се уште продолжува да се фали со двете раце. Тоа е природата на човекот, кој е мртов во престапите и гревовите, кој го следи образецот на овој свет. Да се фалиме со нашите можности. А во суштина ние сме ограничени луѓе. Ние сме зависни од Бог. Ако Бог не привлече, не покаже благодат, нема спасение. Можда не ни се допаѓа, но тоа е вистината. Тоа е реалноста. Ние може да избереме да живееме во заблуда, дека ние сме заслужни за се, дека не зависиме за ништо од Бог. И ќе живееме така. А ќе биде тоа една лажна, нереална представа. Ќе си живееме до крајот на животот во заблуда. И ќе заглавуваме во безпомошноста. Знаете, Бог е искрен во односот кон нас. Тој открива нашата безпомошна состојба, но не манипулира со неа. Доаѓа за да помогне, да не излече од состојбата. Ја знае нашата неможност да се спасиме, нашата зависност од Него за спасението и ја задоволува потребата. Се даде сами од себе си. Глупаво е човек да биде горделив за нештата за кои не е мокен да ги прави. Предпоставете си да имате долг од $1,000,000 или евро. Верувам дека никој од нас не може да врати таков долг. И доаѓа некој вели, јас ќе ти го отплатам. Ќе дадам 1,000,000 и ќе го отплатам твојот долг. И колку би била рационална, разумна реакцијата на човекот да рече, ама сега ти ако ми го платиш долгот,
ми ја крадеш можност јас еден да се фалам дека јас сум си го отплатил долгот. А тоа е неразумно, зашто ти не можеш да го отплатиш тој долг. Не си во состојба да се фалиш со нешто за кој си неспособен. А најстрашно е кога човек за да се задоволи потребата да се фали со своите способности, го губи благодатта. За да ја задоволи желбата од фалба, го губи небото и вечноста. Го губи подарокот. Плаке со вечниот живот. И зато по благодат сме спасени, не по дела, зашто едноставно ние не можеме во мртвата состојба сами да се оживееме и сами да се спасиме. Тоа е невозможно. Бог тоа го направи зашто е полн со благодат и љубов, зашто не вреднува високо. Не цени, не прифати и не привлече и не спаси. И на крајот вели, зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив. Ние сме Негова творба. Зборот поема е употребен овдека, кој значи творба, дело. Меѓутоа, има специфичен контекст, се употреба посебно за ракотворбите и они што имаат уметничка вредност. Поемата може да биде пишена, може да биде изработена. Вели, ние сме Негова творба. И нарочно апостол Павле го употреба тој збор, за да представи идеја, ние сме Негова творба кој треба да покаже нешто, да открие нешто за Бог. Таа творба треба да произведува добри дела. И тука доаѓаат веќе делата. Откако кажува дека спасението е завршено, завршна работа, делата не придонесуваат за спасението. Делата се дел од спасението, но дел од животот во спасение. Верата и делата одат заедно во животот во спасение. Човек се спасува не само преку вера и преку дела, во смисла што ова дело кое веќе завршено се живее во делата. И спасението се живее во делата. Зошто? Зашто сме ние творба, ние сме дело кој треба преку Божја творба, кој треба преку делата да покаже нешто. Да ја покаже Божјата љубезност, да ја покаже Божјата милост, да ја покаже Божјата добрина. И тука на многу точно, многу добро место, правилно место веќе влегуваат делата. Откако веќе завршил со спасението. Ние сме Божја творба, Божја ракотворба. И овој збор е употребен само на ова место во Новиот Завет. Не можеме да го сретнеме на друго место. Бог, ние сме таква ракотворба што Бог буквално се изгравирал себе си во нас. Божјиот образ е отпечатен во нас. Тоа значи дека Бог ја изгравирал својата добрина, својата љубов, својот карактер, својот мир, својата радост. И сега добрите дела треба да го покажат сето тоа. Божите дела треба да ги покажат отпечатоците што Бог ги поставил во нас, во нашиот живот, како Негови дела. Да покажуваме љубезност, да покажуваме милост, сочувство, помагање. А вели дека тие веќе ги предодредил или ги подготвил сушност за нас, однапред. Што значи тоа? Тоа значи дека ние сме изработени од Бог, спасени сме како творби кои од тука натаму треба животот да го живеат со можностите да го покажуваат Божиот карактер. Тоа значи дека на секој чекор не чекаат можностите да ја покажеме Божјата слава, да го откриеме Божиот карактер. Тоа значи дека всушност нештото што се случуваат околу нас се Божите можности, оние предодредени Божи можности да покажуваме, да ги правиме добрите дела. И ако така гледаме на животот, ќе добиеме многу поинаква представа или перспектива. Се што се случува во нас, и добрите и лошите работи, се Божите можности за преку делата да го покажуваме Божиот карактер, Божјата слава, Божјата љубов. Кога ќе се случи нешто непријатно, наум треба да ни дојде мислата дека и тоа е за да се оствари
доброто дело кое Бог го предодредил за нас. Кога добро ќе ни се случи, и тоа е можноста што Бог ни ја дава, да се случи доброто дело во нас и да се оствари целта на Бог, да се покаже неговата слава, сега и во идните векови. Затоа не спаси Бог. Да бараме можности во секоја ситуација, да бидеме таа демонстрација, да се покажува, како што пише во 7 стих, Божјата слава во нас. Да му благодариме во секоја ситуација, тоа што тој го направил за нас. Да благодариме за самите можности што Бог ги предодредил да се прават тие добри дела. Ние сме негова творба во која тој го вложил својот отпечаток. И тоа е смислата и целта на спасението. А тоа е и смислата на животот. И тоа е вистинскиот идентитет кој го живееме во Христос. Ние не можеме да живееме вистински христијански живот ако во нашиот ум не е сознанието за нашиот идентитет. Ке го живееме тој живот ако го имаме постојано сознанието на апостол Павле. Не живеам веќе јас, но Христос живее во мене. И тоа што живеам јас, живеам за верата во Христос. Тоа е вистински живот во Христос. Ние сме творбите кои веќе не живеат за себе, туку живеат за Христос. А да живееме за Христос значи да го живееме неговиот живот, да го живееме неговиот карактер, да ја живееме неговата природа, да ја покажуваме она што Христос го покажуваше додека беше на земјата. Господ да не благослови сите и да ни даде навистина сила и желба за таков живот.